Подобрувањето на временските услови ги натера земјоделците да излезат во полињата и да ги започнат подготовките за пролетната сејдба. Се ораат нивите во оризовите полиња кои се суви и погодни за обработка, а се прочистуваат и одводните канали за да се исушат и другите така наречени длабоки ниви, односно полиња. Пред избори е или не, земјата не чека. Земјоделците во Кочанско започнаа да ги подготвуваат површините за пролетната сејдба. Се наоѓаме во оризовите полиња и веќе може да се забележи дека тракторите преработиле или изорале отприлика околу 40% од површините, што значи дека земјоделците интензивно се подготвуваат за пролетната сејдба на оризовата култура. Од друга страна, во меѓувреме се најавува дека се можни протести и тоа масовни, бидејќи земјоделците се незадоволни од исплаќањето на субвенциите, од цената на оризот и на оризовата арпа и се разбира од високите цени на репроматеријалите. Во една таква ситуација и пред почетокот на оваа сејдба главно се влегува со повеќе проблеми отколку со позитивни работи кои би предизвикале задоволство кај оризопроизводителите. Годинава се најавува дека застапеноста на оризовата култура ќе биде приближно на минатогодишното ниво, што значи дека во целиот оризороден регион се очекува да се засеат близу 4500 хектари. Оптимизмот за профитно производство е поголем од претходните години, со оглед на фактот дека цените во откупот и прометот забележа одреден пораст, меѓутоа земјоделците и понатаму се незадоволни, бидејќи како што велат, работат на работна екзистенција.